Драги пријатели, се заблагодаруваме што ја прифатите нашата покана да ни се придружите на овој настан, кој представува дел од реализацијата на проектот презентација на културната творештво на унгарската заедница во Македонија, кој за прв пат се реализира со поддршка на владата Република Северна Македонија преку Агенцијата за остварување на правата на заедниците. Овој проект представува обид за подигнување на свеста за културната разноликост во општеството преку изразување на културниот идентитет на унгарската заедница во Македонија по повод 20 години од регистрацијата на Сдруженијата. Унгарската заедница представува мала, но активна заедница во Македонија, која својот културен идентитет го негува обедината во Сдруженијето на унгарците на Македонија Теледом. Основните цели на Теледом се зачувување, негување и промоција на унгарскиот јазик и култура, организирање на културни настани и учество во културни програми, како градење на позитивен став кон унгарската нација кај нашите сограѓани во Македонија. Сега го повикувам господинот Јожев Шутуш, председателот на Сдруженијето на унгарците во Македонија Теледом, да им се обрати на присутните со воведени зборови. Почитувани пријатели од Пробиштип и почитувани драги членови на Теледом, кои ете исто присуствуваат тука. Дозволете ми само најкратко да ве поздравим и да покрај ово представување да кажем уште неколку зборови за целта за која сме ние денеска тука. Голема ни е чест што ете Домот на култура во Пробиштип ни излезе пресвет и ни го прифати барањето да ни овозможи да се представиме тука пред граѓаните на Пробиштип. Ете, сакавме да дојдеме, да не видите, да ви се представиме и да предизвикаме да ви бидеме симпатични. Да сватите дека ние сме делови во општество, и како делови во општество, и ништо не сме различни од сите други обични луѓе, а тие што не виделе денеска тука веќе можеле да заклучат дека ние унгарците овдека во Македонија сме сплотени околу тоа наше сдружение Теледом или Телехаз, а у преводот Телехаз значи полна куќа. Теледом. И ние навистина сме една полна куќа и едно големо семејство. Така живиме се, почитуваме се, сакаме, немаме никакви меѓусебни неразбирања, така да сме многу горди на тоа, па дури и унгарците кога не слушаат, кога се фалиме, вика па тоа не е баш типично унгарски. Па викам не, типично ова ние не се караме, ние се сакаме тука и тоа е убаво. И би сакале таа позитивна една енергија да пренесеме, да ви представиме на вас тука. Било е речено тука дека ние имаме две основни најважни цели. Едната е цел да се зачува националниот идентитет на луѓето кои се како така и колку толку чувствуваат унгарци овдека во Македонија. И во врска со тоа би сакал да кажам дека знаете, националниот идентитет е лична работа на секој човек, а основна обврска е наша да работиме на тоа. За среќа, ние во последните 10 години, малку повеќе од унгарска држава, од мајка земја, матична земја, добиваме доста богата поддршка и на тој план можеме да организираме постојано изучување на унгарскиот јазик и учење на националните традиции, да речеме, и да се занимаваме со некои културни дејности за кои сметаме дека се за нас лично како унгарци потребно. Од друга страна, друга важна задача е управо тоа да ние станеме некако си мост помеѓу двата народа, тоа е унгарскиот и македонскиот народ. Многу ни е важно, многу полагаме сметка за тоа да во очите на граѓаните во Македонија се прикажеме како лојални граѓани на оваа држава и кои се подготвени да своите капацитети, знаења, способности да ги градат во ова општество
да придонесуваат на напредок и на добробит на општество и со тоа да заслужиме почит од нашите сограѓани секаде. Една работа е многу важна, што секогаш нагласуваме. Ние, унгарците, овдека, пошто сме единствена организација Теледом, унгарците сме сложени околу една работа. А тоа е да ние не само што не сакаме или не бараме, туку и не прифаќаме никакви привилегии, никакви екстра права или било што, некаква предност која би произлегло нашата национална припадност. Ние оно што бараме тука во оваа држава е да имаме еднакви права, еднакви можности со сите други граѓани. А нашите способности и нашите знаења ќе ги уградиме во оваа држава и со нашето вкупно работење, нашиот вкупен живот овдека, примерен граѓански живот, сакаме да заслужиме почит од нашите сограѓани. За сега можеме да се пофалиме дека навистина добро ни оди, навистина се чувствуваме прифатени во општество и навистина нас овдека нашите сограѓани воопшто не да кажем разликуваат од било кои други и можеме сосема нормално да живиме и да твориме овдека во оваа држава. Денеска сакаме да ви се представиме како такви и сакаме да видите отприлика во кратко со што се ние занимаваме во рамките на нашите можности. Ние сме мало здружение, капацитетите ни се ограничени, али срцето ни е многу големо и тоа е најважното. Јас сум една од тие аматери сликари кои тука излагаме и ќе ми опростите ние кои сме повеќе за сликарство, значи знаеме да изразуваме нашите чувства и мисли со бои, со четкица и така, не толку во зборови, значи јас немам многу да кажам. Само ако ми дозволите ќе кажам за што се работи. Значи, има наш четворица, Ипоја Лапазановска, една од аматерски сликари, Тибор кој седел под оправдани причини и Лилјана Поповска и јас. Значи, тој е различен. Ние сме тотално различни. Секој по определба има другачија професија. Овако куриозитет, јас сум ветеринар, не како женска. Али зато, на пример, аранжер беше на извози и Тушањ е графичар. Значи, различни техники употребуваме, почнувајќи од воли, до акварел, до акрил, до масло на платно. Темите се ни различни, кои што носи во срце. Цвеќе, животни, пейзаж. И значи, сите имаме по-различен стаж во сликарство, малку успешен. Меѓутоа, заедничко ни е дека сме сите од унгарска од унгарците, едно, друго дека повеќе со срце сликаме од уште сакам да се заблагодарим на самиот Теледом, на нашите поддржувачи, кажуват спонзори, на многу е голема работа за они сликари кои се академски сликари, да можат да изгледат, да покажат што
Втората книга, Кусо ќе ве представи една од авторите, господица Весна Малјановска. Добро вечер, вако и официјално од мене. Би сакала накусо да ви го представам овој зборник овде и посебно сакам да потенцирам до онаа генерација која што е таму позади, која што денеска навистина не израдува што дојде на еден ваков настан. Пред да почнам да зборувам за зборникот, би сакала нешто да ги упадам. Значи, би сакала да ги вратам во едно време кога живееле нивните баби и прабаби, а тоа е некаде периодот по Втората светска војна, кога во Македонија почнуваа да се градат градовите и покрај тоа што имало театари предходно во Скопје и во другите центри, сепак се идело кон тоа да се развие уметничкиот и културниот живот. Бидејќи музички образованите и воопшто со уметнички образование биле многу малку, почнале да се носат врвни и истакнати уметници од Европа. Во меѓувреме се создават и една генерација која што веќе го стекнува своето образование надвор од Македонија, бидејќи ние се уште сме немале тоа уметничко високо образование и заедно со тие што дојдоа на нашата територија, почнуваа да ја градат македонската музичка култура. Сега ќе се вратам на зборникот, кога добивме задача да пишуваме нешто за унгарските уметници и ние се направивме еден тим кој што се занимаваат со музичко-научно истражување и бевме со еден страв дека ние нема да обезбедиме доволно податоци за да дојдеме до една ваква книга. Во оваа книга се само еден мал број од податоците кои што ги собравме, бидејќи на терен најдовме многу податоци кои што говорат дека македонската и унгарската соработка трае веќе со години. Во зборникот се сместени 5 текста и се однесуваат на активностите на унгарските уметници во операта, во балетската уметност кај нас, во македонската телевизија, како и во неголемите фестивали Скопско лето и Охридско лето. Само за една заедничка нишка, за сите овие институции кои што ги набрав, во секоја од нив, во основањето и во конципирањето на првите програми учествува по еден унгарски уметник. Само на кратко ќе ви кажам. Значи, Стефан Фазакаш е музички уметник кој што учествува во конципирањето во формирањето на Македонската филхармонија. Владислав Перлик е првиот пианист кој што во 1961 година со уметницата Ана Липшатововик настапува на Охридско лето. Владислав Палфи е еден од првите пианисти и професори по пиано на Музичката академија во Скопје. Оно што би сакал да кажам за оваа книга, и Марија рече дека е тоа еден светол момент во историјата на македонско-унгарско пријателство. 1956 година, кога во Унгарија изби револуцијата против советска окупација, многу унгарци беа приморени да ги напуштат нивните домови, да бегат и да барат спас во другите држави. И во бивша Југославија преку 20.000 унгарци се стигнати. Од нив 20.000, 1.300 беа сместени во Македонија, од тие 1.300, 550 во Крушево. Јас пред 10 години прв пат слушав за такво нешто, дека е постојало нешто такво, од еден наш пријател од Крушево и тргна по трагата на тоа навистина што се тамо случеше. И навистина видов, налетев на една приказна која и денеска ти грее срцата на луѓето, а ќе имате прилика и вие да ја видите таа приказна. И затоа за книгата не би сакал премногу да зборувам. Всушност, таа книга во средината, тоа е книга која зборува за унгарците кои беа прифатени одека како најсвои. Само и сакал да додам нешто, ова приказна ја успеавме да направиме на крајот на овој филм што ќе прикажеме, ќе ве видите и тоа. Успеавме да направиме, да најдеме една жена во Канада, која преку Крушево избега тамо и да ја донесеме назад до Крушево, да се види со тие стари луѓе со кои
се сретнувала тука. Тоа е била една толку дивна приказна да човек не може ни да раскаже. Było to czucie, to się człowiek z to już jako że i patrzeć na nie, na razie dobra. I proszę, na się było włosik i tam jest stura włosik wołowo. On to pobierać, że była atmosfera Jugosławii. Bo teraz porozmawianie i kruszyło im na się odekoło osebo nigdy. Nie wyglądnie, bo inny BSS, i nasze desko letowaliście, i bo desko to letowaliście.